веќе е објавено дека владата во изминатиот период објави голем број на, односно подржа голем број на проекти и посветено работиме на равномерниот регионален развој во сите општини во државата. Веројатно најдобар одговор на ова прашање може да даде министерот Пенов, кој што дневно работи на овие теми, меѓутоа ја ќе се обидам да дадам еден краток сублимат на се она што е направено. Сите граѓани во оваа држава заслужуваат да имаат пристојни услови за живот, од патна и комунална инфраструктура до здравствени, образовни и социјални услуги. Оваа влада не е фокусирана само на урбаните средини и не е фокусирана само на 1 километар квадратен во градот Скопје, како што имаме 11 години влада на ВМРО ДПМН. Тие беа фокусирани на километар квадратен во центарот на Скопје и сега ги гледаме резултатите на еден од најголемите македонски синови, на основоположникот на македонската народна револуционерна борба, на најголемиот социјалдемократ во историјата на македонската борба, Гоце Делчев, наместо да го слават, тие переле пари. Тоа правеле со Гоце Делчев. Ма вие многу работи не сте учеле. Помагаме без исклучок секаде и покрај тоа што најголем број општини се во рацете на нашите политички опоненти. А за тоа колку и како сработиле, тоа се гледа во реалноста. Се гледа кој работи домаќински и помага секаде и секому, а кој не работи и постојано критикува. Бидејќи граѓаните тоа го знаат и го гледаат низ своето секојдневие. Разочарувачки е и покрај тоа што на располагање имаат голем број на финансиски средства, кои се на дофат на општините, постојано како виновник за сите проблеми се посочува владата, а не лошото менаџирање на првите луѓе во општините. Меѓутоа, сработеното се гледа. Ние инвестираме во подобри елементарни услови за живот на граѓаните, инвестираме во нови водоводни мрежи, градиме нови пазари, модерни и безбедни патишта, локални, регионални, магистрални, отворање на нови градинки, отворање на нови училишта, реновирање на постојни, се со цел унапредување на животот на граѓаните. Градинки се отворени во места во кои никогаш порано не постоела градинка и место за згрижување на децата. Таков беше примерот, например, во општина Ѓорче Петров, во еден нејзин дел, каде што немало до сега никогаш изградено градинка. Истото и во Чучер Сандево, меѓутоа и во други места. И помагаме и на други начини, преку проектите за локален развој и прераспределба на средствата преку Министерството за локална самоуправа, се од кои што се од исклучителна важност за граѓаните и за севкупниот напредок на регионите. Преку програмата за равномерен регионален развој, 55% од средствата наменети за финансирање на проекти, наменети за развој на планските региони, 15% од средствата наменети за финансирање на проекти насочени кон развојот на урбаните средини и одржливиот урбан развој и уште 15% од средствата се наменети за проекти кои се насочени кон областите со специфични развојни потреби. А 15% од средствата се наменети за проекти од рурален развој. Со фискалната 2022-2023 година на финансирање на проекти за развој на планските региони се инвестираат 6,8 милиони евра. Дополнително за развој на селата, урбаните средини и подрачјата со специфични развојни потреби, за истата фискална година се издвоени дополнителни 5,6 милиони евра. Распределбата на овие средства ја нагласува посветеноста да се обезбеди сеопфатен развој во различни региони и сектори. Во моментот во Министерството за локална самоуправа се врши евалуација на проектите за престојната фискална година 2023-2024 година, за да се обезбеди ефикасна распределба на средствата и избор на проекти кои ќе имаат најголемо влијание на заедниците кои што ќе ги добијат. Понатаму програмата за намалување на диспаритети помеѓу
различните плански региони и изголемување на регионалната конкурентност за 2022 година од Министерството за локална самоуправа финансираше проекти во износ од 1,2 милиони евра, додека за 2023 година со одлука доделени се дополнителни средства за проекти во износ од 890.000 евра. Дополнително преку проектот за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, Министерството за локална самоуправа во соработка со швајцарската влада поддржува 7 регионални проекти во државата во износ од 3 милиони швајцарски франци, каде што се промовираат одржливиот и инклузивниот развој во планските региони. Проектите покриваат широк опсег и се протегаат од унапредување на инфраструктурата, поддршка на регионалните противпожарни служби, изградба на стационари за кучиња скитници, како и реконструкција на домови за домување на стари лица и реконструкција на здравствени центри. Со инвестирањето на вакви проекти се работи кон постигнување на пошироки регионални цели и решавање на прашања од регионално значење. Реконструкцијата на објектите како што се, например, Центарот за белодробни заболувања во Отешово и формирањето на Центар за рехабилитација за деца излечени од канцер, ја покажува нашата посветеност за подобрување на здравствените услуги и обезбедување специјализирана нега за оние на кои што им е потребно. Посветени сме и за ефикасно искористување на средствата и обезбедување дека проектите имаат трајно и позитивно влијание во заедницата. Исто така, програмата за финансирање и поддршка на рурален развој во 2022 година, планските региони и општините можат да конкурираат за различни проекти, кои што се однесуваат за инвестиции во локалната патна инфраструктура, телекомуникацијската инфраструктура, инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи, инвестиции во објекти и опрема за продажба на различни видови на стоки произведени во руралните средини, потоа инвестиции за објекти и опрема за детски, младински или пензионерски културни центри или клубови во населените места и во селата. Предвидена е и неповратна финансиска поддршка за инвестиции за изработка на урбанистички планови за населени места, инвестиции за изградба или реконструкција на селски улици, како инвестиција за изградба и реконструкција на плоштади, зелени површини или шеталишта во рурални средини до 30.000 жители. Ти ова најболje знаеш, ти си бил заменик министер Пренджов. И јас би можел уште многу да набројувам, но би сакал да истакнам нешто многу значајно. Општините треба да се управуваат на начин кој ќе обезбеди унапредување на прават на општините, унапредување на услугите кои што ги даваат, меѓутоа она што го гледаме не соодветствува на остварување на таквите цели. Ја не би сакал тука да ги набројувам општините, меѓутоа недозволиво е да имаме општина во која што комунално предпријатие, таа е управувана од градоначалникот од опозицијата, како што е и доминантниот број на општини, 2/3 од финансиските средства да бидат наменети за вработување. Има друга општина каде што има повеќе од 2/3 од финансиските средства се наменети за вработување. Најголемиот дел привремени вработувања. Општините не може и не треба да бидат места за згрижување на партиски кадар. Бидејќи тоа е неодрживо. Исто така општините треба да бидат ефикасни. Гледате во градот Скопје. Само ВМРО ДПМН, самите денес гледам на пресконференција нивни представник, вели вака у Скопје лошо не било. Ние кажавме дека ќе биде лошо. Од прв ден. Ама треба да направат да биде добро. Зошто? Затоа што власта во градот Скопје ја доби ВМРО ДПМН. Тие избраа градоначалник, тие сладеа со градоначалникот. Постојат голем број на проекти за кои што сите вие пратеници заедно овде сте обезбедиле финансирање кои што не се работат. И затоа треба да седнат заедно, имаат уште 2 години мандат, помина пола мандат. Барем у тие 2 години нешто да направат. Затоа што граѓаните тоа го заслужуваат. А Министерството за локална самоуправа и владата ќе направат се што е во нивна надležност да она што е планирано биде и реализирано. Ви благодарам на прашањето.